Добар ден, почитувани гледачи. Пред се би сакала на сите верници од православната вероисповед да им го честитам големиот верски празник Великден, нека ни е за многу години. И овој неделен микс го започнуваме со едно гостување на млад поет кој што ја промовираш исто така и неговата стихозбирка Ќумур смоквин млеч. Станува збор за поетот Стефан Спасовски, кој токму и денеска ни е во студиото, а за него во најавата исто така би сакала да спомнам дека ова негова стихозбирка е и добитник на наградата Антев часовник од Анте Поповски, односно Антево перо, признание за необјавена поетска збирка од млад автор. За сите негови нови ангажмани, но секако и за самата стихозбирка, ќе позборуваме токму во продолжение со Стефан. Добре ни дојде. Добро ве најдов и честит празник и од мене. И навистина ми е мило што повторно се гледаме во оваа емисија. Така. Спомнавме дека наградата Антев часовник е за твојата стихозбирка и она што можеби не го знаат гледачите, всушност еве да појасниме што значи за необјавена поезија, односно стихозбирка. Да, на наградата всушност се праќаат ракописи кои што се поделени во три категории. Едната е Антев часовник, таа награда е всушност за млади поети и поетеси до 25 години, ми се чини дека беше. Втората награда е Антев златник и третата, односно главната награда е Антево перо. Таму се праќаат ракописи, односно необјавени стихозбирки кои подоцна влегуваат во три круга и така се бираат наградените. И понатаму секако тоа е еден елан, да речеме, за објавување понатаму на тие ракописи во едни поетски збирки. Така, и самиот наслов е многу символичен и впечатлив. Ќумур смоквин млеч, па како настана и што крие во себе? Да, Ќумур смоквин млеч настана случајно при спремање да ја пратам тој ракопис за наградата. Значи наменски беше? Наменски, да, апсолутно така. Беше наменски. Мислам, неколку часа пред затворање на рокот го пратив ракописот и така со другари, ќе ги спомнам Андреј Мерих Лазаревски, Марија Велинова, исто поет и поетеса, кои што ми помогна околу тоа и ми дадоа кураж да го пратам ракописот за наградата. И така излезе некако символично преку повеќе теми кои што ги обработувам во збирката и некако следствено на тоа си дојде насловот. Така. Стефан, твојата поезија се опишува како јасна, но истовремено и длабоко слоевита. Па како го градиш тој баланс? Да, јасноста пред се и Конески тоа го вели со проста и строга македонска песна, дека песната треба да биде проста, односно да биде јасна, меѓутоа и строга, да има некаква и слоевитост, меѓутоа да дава и некаква критика. Затоа таа јасност и слоевитост си дојдоа толку лесно некако во поезијата, бидејќи сакав да изградам јазик кој што ќе го долови мојот стил, кој што ќе биде јасен пред се, кој што ќе биде изграден од повеќе јазични вариетети, истовремено од еден стар јазик, да речеме од старословенскиот јазик, па се до современиот јазик, во кој што може да се најде еден корпус зборови произлезени од тој јазик, нели? Сепак без старословенскиот јазик не би постоел и денешниот современ македонски јазик и затоа таа слоевитост на јазично ниво, меѓутоа и интертекстуалноста, надградување на оние стари поетски зборови кои што се проткаеле во македонската книжевност и секако со мојата генерација градење една комуникација и така всушност излегува и таа слоевитост во мојата поезија. Но исто така и циклусите во самата книга би можело да се каже внимателно осмислени. Па дали постепено ги градеше тие циклуси во книгата или однапред го имаше планот? На првите два циклуса се градеа истовремено. Мислам, тоа беа циклусите кои што беа пратени
за наградата, односно влегува во тој првичен ракопис. И тие ги пишував, не знам, неколку години, полека се собра околу 100 песни, од кои што некако овие песни во првите 2 циклуса си влегоа при избор, при уредување. Исто тука морам да споменам уредничката Катерина Шекутковска од Илика, која што помогна во изборот на овие песни. А третиот циклус излезе сосема накрај, кога веќе збирката ја добиваше таа завршна форма, Измислени суштества, третиот циклус, кој што некако се надоврза следствено на првите 2 циклуса и мислам дека така оформија тој оформи една завршница на првите 2. Така и во самата книга се чувствува некако диалог со современата македонска книжевност, па со кои автори некако може да се каже дека чувствуваш најсилна блискост во пишувањето? Тука мора да го споменам Владо Урошевиќ. Значи, Владо Урошевиќ ми остави некако траен белег во моето пишување, затоа што го читам навистина одамна и некако ја чувствувам таа блискост со неговата поетика најмногу. Затоа што ме привлекуваат такви некои по-авангардни, да речеме, поетики и поезија која што е чудна, настрана. Затоа Владо Урошевиќ би го ставил на прво место, меѓутоа секако по него доаѓаат и многу други. Морам да споменам Лилјана Дирјан, исто така, која што ми остави голем белег во мојата поезија и од најсовремените мојата генерација, која што без која што не би бил тоа што сум. Поезијата како жанр е многу интимна, многу емотивна. И колку е всушност тешко да сето она што ќе го пренесеш, да знаеш дека веќе нема да е твое, туку и читателите ќе имаат можност да прочитаат. Буквално едно соголување се случува нели додека се твори. И колку тоа за тебе како автор е лесно или пак тешко? Да, навидум е тешко, бидејќи се што ќе излезе во книга веќе не е твое и си го бара патот меѓу читателите. Затоа тешко е кога ќе се објави и сега поетот треба да е спремен, мислам, не само поетот, туку секој писател треба да е спремен на секаква критика, да е спремен на се што може да му се случи, да се случи на збирката, секаква критика која што доаѓа отпосле. И тоа е нормално, бидејќи нормално е да има и негативни, но и позитивни критики. Тие секако придонесуваат кон развојот на писателската личност, меѓутоа и на книгите кои што понатаму ќе се пишуваат, затоа што без критика едноставно книжевноста би била сувопарна. Затоа тежок е патот на почетокот, меѓутоа после веќе кога книгата ќе си добие некаков облик, веќе и таа самата почнува да се заживува меѓу читателите и тоа е едно навистина преубаво искуство. Да, и во самата книга се поставуваат прашања за љубовта, за доста современи теми, како на пример минливоста, идентитетот. Па дали поезијата е тука само да дава одговор или само да поставува прашања? Да, не знам веќе поезијата колку може да има таа дидактичност во себе, да подучува и да дава некакви одговори. Според мене, некои можеби нема да се сложат со тоа, поезијата е да отвора прашања, да боцка онаму каде што треба и каде што сметаме дека има можност за подобрување. Затоа и поезијата треба да е ангажирана, тоа што го зборуваме, да е малку и настрана, да влезе да не влегува точно во тој калап во кој што се очекува да влезе. И затоа сето тоа и лично, и интимно, и љубовно, кое што го кажа, влегува низ една призма на некаква критика и некакво поставување прашање или фрлање на тоа прашање во воздух, да се отворат некои нови теми,
да може да се зборува на различни прашања, да се одговара. Меѓутоа, поезијата тука мислам дека не е местото да одговара на прашања и да дава одговори, туку обратно, да поставува прашања и тие прашања да може да се најдат како одговори во читателите. Стефан, спомнавме дека поддршката е многу важна од најблиските, но исто така од самата издавачка куќа, од сите оние кои што се вклучени во процесот на создавање на книгата. Од кого ти имаше најголема поддршка? Колку ти значи критиката, позитивна и негативна од најблиските, кога првичок им, кога конкретно Тимур Смоквин Млеч им го даде да го прочитаат? Апсолутно, јас гледав да го дадам ракописот пред се на колку што е можно повеќе луѓе да го прочитаат, бидејќи таа критика, особено негативната критика која што ќе ја дадат, е одлична за развојот на таа книга, односно уредувањето. Бидејќи уредувањето е еден навистина комплексен процес кој што може да потрае и повеќе месеци. И обично тој трае и така се гради и слоевитоста на книгата и незината форма, меѓутоа и од семантичка гледна точка незиното значење, она што таа би го произвела на крај како придонес, нели? И затоа мислам дека критиката од блиските луѓе, од оние луѓе кои што нам не значат, е навистина добре дојдена и треба да има се повеќе, бидејќи ние како една заедница треба да се поддржуваме меѓу себе и не само да гледаме од тој позитивен аспект, со позитивна критика, туку и негативната критика, ако е таа добронамерна и добромислена, таа треба да се прифати со најдобра намера. Апсолутно е така. А што ти конкретно научи за себе пишувајќи ја оваа стихозбирка? Научив многу работи, научив први што значи да се издаде книга и каков е тој процес, бидејќи тоа ми беше голема желба уште одамна и затоа и наградата придонесе тука за да ми даде ветер во грб да ја објавам книгата. Научив за тоа како се уредуваат книги, бидејќи тој процес ми беше доста нејасен од тој аспект. И она што значи да има еден соживот во заедницата и меѓу поетите од мојата генерација и како тој соживот никнува и како тие луѓе всушност комуницираат меѓу себе и колку таа поддршка е неизмерна и длабоко човечка пред се, но и длабоко пријателска и колегијална. Така. Денеска се читаат многу книги, многу жанрови и во контекст на тоа, што е она што мислиш дека моментално може некако да го покрене светот кога станува збор книжевноста? Да, па сега книжевноста според мене треба да е ангажирана. Тоа значи дека книжевноста треба, како што рековме пред тоа, да отвора прашања кои што со тие прашања ќе се отвораат нови и нови теми, затоа што веќе сме во еден свет во кој што има премногу војни, има премногу жртви, има премногу насилство и сите тие теми треба да проникнуваат и во книжевноста. Веќе книжевноста сама по себе не е некоја чисто естетска, не дава една чисто естетска вредност, туку таа треба да биде и длабоко во себе ангажирана, затоа што на каков било начин да е тоа, дали ќе биде нешто настрано, дали нема да се вклопува во тој канон, дали таа ќе отвора прашање во однос на сегашното општество или тоа ќе биде нешто за воиднина, како тоа би можело да биде воиднина, како би можело да се промени од денешна гледна точка за нашата човечност. Некоја визија, да. Сегашност, да. Стефан, исто така покрај пишувањето си ангажиран и во други проекти, подетално ќе ни кажеш секако ти. Да. Вака во Култура Бета работиме повеќе души, од кои што сум еден и јас.
Јас работам повеќе на јазично уредување, редакција на текстовите и тоа е една навистина благородна работа, бидејќи со Култура Бета сега почнавме и со издавачка дејност. Почнавме со списанието Тригер, од кое излезе првиот број. Наскоро очекуваме и нов број. Тоа е списание за култура. За култура. И веќе почнаа да излегуваат и нови поетски збирки. Се отвори една нова едиција, Поезија минус. Ова неа е влезена третата стихозбирка на Андреј Мерик Лазаревски. Ќе ми биде предизвик да го изговорам името. Багет полн печени полжави, полиени сули стечено од Вардоровите гали. Ете, да, беше Андреј токму за оваа книга и се сеќавам и јас мака мачев додека го изговорив насловот, но е многу необичен, апсолутно. Да. И секако втората стихозбирка од истата едиција на Балкан сам од Мартин Џорлев, кој што произлезе од албумот на животниот бенд. Така што еве почнуваат полека да се множат и книги во издание на Култура Бета. Оваа година спремаме и некои нови стихозбирки, меѓутоа ќе се концентрираме исто и на списанието Тригер, кое што ми е навистина драго дека излегува и дека дава еден нов поглед врз современата и култура и врз градењето на културниот идентитет. Нешто што ни е многу потребно. Да, со сите дигитални медиуми, брзото темпо на живот, не смееме да заборавиме на културата, тоа е она што не облагородува, нели? А ете по вакво силно деби, нели, со награда и со позитивни реакции од твојата стихозбирка, што е она што ни подготвуваш следно, дали веќе нешто пишуваш, можеш ли да ни откриеш? Фала ти за убавите зборови. Да, пишувам нешто ново, да, спремам поетска збирка. Не знам кога ќе излезе, тоа ништо не се знае во светот на пишувањето, бидејќи се може да попречи, се може да го смени патот. Меѓутоа, да, работам на нешто ново, кое што би било и малку поангажирано и било така нешто со повеќе општествено ангажирани теми, за кои што еве ќе видиме каков ќе биде крајот. Така, како сето тоа ќе се развива. Стефан, што нешто ти лично читаш моментално? Моментално ја читам вистиница на многу веројатна историја за семејството Пустополски, за куќата покрај Вардар и 4 прстена од Владо Урошевиќ. Меѓутоа читам и Сплинот на Парис од Бодлер, така што две книги еве истовремено читам сега. Читам за факултет, тоа што ми налагаат и студиите, особено од современата македонска книжевност, бидејќи тој предмет ни овој семестар од книжевност. И така и од домашната и од светската книжевност гледам да читам истовремено, што е можно повеќе, бидејќи без читање ништо не би можеле да зборуваме за пишување. Така, и имаме толку наши современи, па и писатели, нели, од изминатите години кои што оставиле голем белег, така и од светската литература, како што спомна. И ете апел до нашите гледачи да читаат повеќе, затоа што на тој начин многу повеќе и самите ние се облагородуваме, не само вокабуларот, туку и мислите, па и едно спокојство доживуваме кога читаме книги, така што ете конкретно и за овој викенд ви препорачуваме да прочитате стихозбирката Кјумур Смоквин млеч на Стефан Спасовски. Да спомнеме само каде можат гледачите да си ја купат. Може да ја најдат во Илика, значи таму секако ќе ја најдат, дури може да ме сретнат и мене, па да им ја потпишам книгата, да размениме некој збор и во сите други скопски книжарници. Одлично, Стефан. Ето, фативме се, а секако се надам дека во друга прилика ќе имаме повод и за нови твои проекти. Благодарам. Ти благодарам за гостувањето, почитувани гледачи, вие бидете тука, наскоро, за брзо, за кратко, ќе го продолжиме неделниот микс.